Здраво! Поздрав на сите дечки. Јас сум Лаки. Бакогани мои, како сте? Јесте ми добри? Много лошо. Много лошо, како што гледате по самиот наслов на видеото. Значи, да, тоа што го мислам, тоа е пишено и на насловот. Луѓето се малоумно болни. Зошто тоа или зошто така? Заради тоа што денеска се случи една многу шокантна вест, како што сите знаете, односно Кика, јутуберката или стримерката или не знам како знаете, почина. Така да сочувство до неа, колку што сите знаеме, се самоубила. А зошто се самоубила? Заради дел од коментарите кои што ги добивала. Како што ги добиваме и ние инфлуенсерите секој ден. Сега имам да кажам само два збора. Прво само да видам овие скриншотите што ги имам тука зачувано, какви се и шо ни се. Иначе најдовме спонзори за емисијата, нема да ви кажеме кои се, шо се и како. Очекувате нова емисија наскоро, значи почнуваме емисија со гости. Ќе биде прејако, преинтересно, нема да ве изневерам. Значи што сум ви рекол сум исполнил, така да прво објави Курир. Значи Курир објави прво српски сајт и вике: убило се српска инфлуенсерка Кика, била и јутуберка и геймерка, пријатели се опраштувају од нje на мрежама, окей? Така има удјелена Карлеуша стори и од Роберто Навали. Прво да се наврзам до сторито на Роберто Навали. Значи вике, само секунда, мора да отвориме преку телефонот да видам на Facebook, значи мора да ви прочитам пошто сум напан фул. Значи нема да бидам долг, в смисла нема да многу да вас задржам, ќе бидам краток со тоа што ќе ви објаснам одман тие работи што ги имам да ги кажам. Прво да кажеме за Роберто Навали. Ако сакате поштедите му, ако сакате не можете, нема ни интересира. Пише така. Сега тук ќе се повлечем по-десно за да и читате сториите. Да кажам неколку зборови на тема булинг. Јутуберката Кика наводно се самоубила бидејќи не можела да го истрпи хејтот што го добива по интернет. Од самиот почеток имала хејт што кај секој се дешава, а после тоа дојде и драмата со Бака Прасе кај што тој хејт се префрли на следното ниво. Вике така: ќе зборам за нашава сцена. Што се деси? Се извинувам, но мора да го спомнам ово. Се појави еден контент креатор кој верувам сите го знаете, Манов. Истиот тој дечко креираше контент поразличен и поинтересен од другите. Се проби многу брзо и ја лично го шерував секое негово видео бидејќи ми беше релевантен како контент креатор. Но од самиот почеток добиваше доста хејт, дури и ја кога ќе го шернев на стори, мене ме хејтала за тоа што сум го ставал на стори, а да не ги употребам погрдните зборови што беа пишувани. Сега ќе кажеме и збор 2 за Манов. Добро, и тука е цаката сега. Каде е Манов? Го нема. Го нема затоа што после драмата што беше помеѓу него и други личности по социјалните мрежи, дечкото едноставно се повлече, едноставно сега имаме една позитивна енергија помалку. Не бранам јас никој, не заземам ничија страна, туку сакам да го кажам следново. И така анаки, и така анаки. Што сакиш да кажеш ти следново и што сакиш да одбраниш ти, не ме е јасно мене. Прво Манов не се повлече заради тоа што имал драма со некои личности, туку Манов се повлече пошто цела Македонија се обрна против него, заради тоа што он лично се објасни на highlights дека душан, ако не му е тешко на живко, може да ги пресниме тие highlights, најбитните што се и да ви пушта. Ми се твој профил, имаш многу потенцијал по изглед, убав си, имаш став, имаш висина, имаш стил, значи убаво машко си. Некои, ние сме попознати од познатите личности моментално, да не тоа ти е јасно, ние сме повеќе релевантни од било кој пеач, било која звезда македонска што е била некош. Кој збори за Каролина Гочева и за Елена Ристевска и за Калиопи и за шо ти знам кој друг звезди македонски, кој збори за нив? Никој. Бе, ја едно селфи, во селфи последната слика го направам како да ме имаат сликано со професионален апарат. Плиз. Значи јас, на мене ми треба 2 сати за да едитирам слика. Например, мене цела естрада ме следи, Тамара Тодевска, Тајзи, Сладкаристика, не знам уже кој нека, Лиопи, Викторија Лоба, Катерина Ивановска, значи сите ме следат и со сите се пишем и со сите сам окей, значи јас кога ќе идам у Скопје јас ќе се покажам тоа што сакам да се покажам како некој, како јавна фаца у Македонија, не како инфлуенсер. Значи јас сакам да сам инфлуенсер, али да бидам некој што со почит ќе го луѓето гледат. Многу луѓе инфлуенсери што се од Македонија прават реклами за без пари, компензација, добиват алишта и не добиват пари за рекламата, али тоа се како на пример Јелена Спенџарска, Лила Филиповска, па исто и другарката и Марта, која што беше на мене като другарка порано.
Начесто ќе кажам дојди тука и тука, луѓето ќе дојдат, ќе кажам купи ми ги моите маечки, луѓето ќе ги купат, оти ме сакат ме. А не некоја Моник или Лила Велиповска или немам појма кој друг да ни именувам, што немат никакво влијание в Републиката Македонија, немат никакво влијание. Make it more fun за да се гледа, а не некој што ќе ми кажува ќе си скомбинирате оваа капичка со ова фустанче и овие цивлицки и ќе си го скомбинирате ова со онака, која не знам да комбинирам женска, молам се, плиз. Преиспечативме околу 2000 нешто маечки, 2400 мислам дека беа, кои што се продадеа за 15 минути. Ние со тие пари си купихме Мерцедес 2018 година, после ќе пратам слика и целата куќа у Македонија реновираме. Со парите од маечките. Јас не сум видел нешто многу од нив, али куќите дома реновирааме у Македонија, дворо се и Мерцедес 2018 година C-клас си купихме. Мислам, стварно не ми е јасно. Лила Филиповска зима повеќе пари од нас, а ние имаме толку големо влијание в Републиката на Македонија, што луѓето не се свесни. Значи јас можам да кажам на некој, на моите фоловери си буквално 3 акаунти бришаат на Инстаграм. Ќе кажам, избриши го акаунтот, он ќе го избришат сите, значи они дали се свесни 3 сати, 20.000 луѓе да им го хакнат на нив профилот, мислам како се вика тоа. Он бил попознат од Калиопи, он бил попознат од Каролина Гочева, од Тамара Додевска, од не знам кој. За них не салафила, на него му купиле не знам колку илјади маички, он бил попознат од него, он сега да им кажал да купат маици одма ќе купиле, он како ќе кажал така ќе било. Чеки малце, кој си ти? Кој си ти да кажеш, оти си попознат или оти не си попознат од Калиопи и така наки. Нема врска, ако ви интересира, гледајте дека Душан на стори, да преминеме на главната тема, не сме за тоа тука дојдени. Дојдени сме за тоа да кажеме дека и сами знаете, вие што ма гледате, што ма хейтите и тие што не ма хейтите, поздрав до сите вас, моментално имајте убава вечер. Така да ви кажам дека и сами гледате што се дешава. Значи Кика се самоубила поради хейт коментари. Тоа не значи дека јас ќе се самоубијам поради вашите хейт коментари или да земам сега тука пиштол. Така да ви кажам дека има луѓе што се со послаба психа или дозволат психта да ги надвладее и менталитетот им е послаб. И сакак да ви кажам дека не е добро тоа што го правите со тоа што јајте гомна, заради тоа што утре унаден, не дај Боже, може вие или вашето дете да се најде на местото од Кика, дека што и он ќе биде инфлуенсер и дека што на него ќе му јаат гомна и ќе се услободи, ќе се оттргне од вас и вие без ништо да знаете и без ништо да можете да направите, он ќе се самоубија заради тоа што дозволила психта да го надвладее и после толку хейт што добијал, он одлучил да се утепе заради тоа што он веќе мислел дека он не е за во свет, дека светот не го заслужува од него и дека он не е задоволен, не е доволен за светот. Што сакам да кажам со вас? Сакам да кажам дека и покрај постав што беа објавени на Facebook, односно за Кика Салавше, имаше луѓе што се уште коментира кој знае на какви тешки дроги била, не знам што, ментална, болна, другерашка и така наки. Мене не ме е јасно колку нemme менталитет, колку човештвото општо на Балканот ни е болно, ни не знам шугаво, глупо, неписмено, што не можат да сватат оти некој го допира тоа хейт коментар. Не се сите болни луѓе кои вас да седнат и да јадат гомна на Facebook. Замисли ти да се најдеш на нејното место, да испаднеш ваден, дојдеш да купиш хлеб и по патот 10 души да те сретнат и 10 души да ти се смеат оти имиш рак, оти си болна, оти си удел на хемотерапија и да те плюат у фац. Мисли како ти беше тогаш на тебе местото. И моментално знам оти во видео ќе има гомна јадејни и не ми е гајли дислайкаве што не се гледат нека има, пошто опцијата дислайка тргна од YouTube, уопште не ми е гајле. Размислејте колку може тој един коментар да допре до некоја личност. Замисли некој ваш близок да се погоеше на Кика страната. Многу е глупо што постојат такви луѓе што јадат гомно, му нарушат на некој менталитет, здравје и така наки. Ако ние пред камерата сме сега ти не знаеш позади камерата какви сме, не знаеш ние колку сме спремани психички и физички за да издржиме нешто. Не значи оти ние ако сме пред камерата, сега вие што ме гледате, јас например пред камерата сум таков, да, али јас сум емотивна личност и многу пата, често пата пагам во депресија. Затоа са тука за мене сестра ми, мајка ми, Кико, Јана, исто Жика, секој пат за да ми кажат оти не треба така да биде, да ме поддржат. Иван исто камерманот. Многу луѓе има што да не са тука околу мене, ќе ми пишат, ќе ми се јават на камера, на телефон ќе ми се јават, пробуват да ме врнат малку в свест поради тоа што јас кога се депресирам, кога влевам во депресија, не мислам на самоубиство, макар што ништо не се знае никогаш, сваќаш. Ама јас се затварам во една соба и плакам, слушам музика, трескам под зидовто за да искарам нервозата, се дерам и така наки, а со тоа се наштетам на сам себе. Али тоа никој пат го немам искажано. Зашо? Заради тоа што не треба да се знае слабата страна на YouTube, која е слабата страна.
од истите X причини може да биде таа личност заебавана утре на кога ќе испадне во јавност, може уште толку да се газе по тоа што е најлошо и најдно, значи по таа точка дека најмногу те боли уште толку там да те чепнува да те удира. И што се направи после, што се дешава? Ништо. Немаше повеќе да ви кажам, мислејте со главата што правите од еден ден, не дај Боже може и вие и некој ваш близок да се најде на местото на Кика. Мислејте со главата што коментирате, уживајте во наредното видео утре или унајн во 6 и чекајте со нетрпение емисијата. Поздрав, немаше повеќе да ви кажам.